Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. секогаш чекор пред времето. Инфо Метео Велес 26 август 2022 година, четврток, некаде близу 14 часот. Временската состојба иста како и изминатите денови. Што би рекол, на исток ништо ново, на запад се постаро. Нестабилност околу Беласица, околу Струмичкиот регион, во овој моменти додека ја правам објавата, некаде значи после 13 часот, и таа нестабилност постепено ќе се преместува кон северо-запад, запад. Нестабилност се очекува значи од северните делови на Грција, повторно таму некаде околу Краците, потоа јужниот дел од Македонија према Грција, тој бран ќе се движи према север-северо-запад. Што се однесува исто така и од Бугарија ќе навлегува бран, кој што ќе има на повеќе места во поширокиот дел на Струмичкиот регион, Струмичко, северниот дел од Струмичкиот регион према Радовичко, јужно некаде према Радовичко, можно и Доранскиот регион. Нестабилно време исто така претежно се очекува значи во јужниот дел од државата, јужно од Кавадаречкиот, не се исклучува Кавадаречкиот регион, Прилепскиот, Битолскиот регион, Охридско-Преспанскиот регион, према Кожув, можно и југоисточниот дел. Нестабилно се очекува и на некои други места. Да го напомнам, Скопскиот регион, околу Велешкиот регион, ќе се вртка нестабилност. Немам со сигурност да кажам дали за град Велес би имало нестабилност. Околу Велес ќе се слушаат грмотевици и ќе има силни татежи како може земјотрес фанало. Нестабилно ќе биде значи во југозападниот и западниот дел од Велес. Тоа се кракотри нестабилни процеси. Горно долно е Болчиште, Нежилово, Папрадиште, горно-долно Врановци, може и малку поблиску према Велешкиот регион, кај Оризери и Бозалково, можно и таму да има нестабилност. И во Велешкиот регион, реков, можно да има нестабилност, да згрми, да спука, да проврни. Што е тоа тука? Секој ден е истата песна, може би ќе биде за некој километар полево, понадесно. Претежно ќе биде реков во јужните делови и во западните делови исто така. Кичевскиот регион, потоа Македонска Каменица, Крушевскиот регион, поточно Македонски Брод, се извинувам, сгрешив, Битолскиот регион, Охридско-Преспанскиот, Ресенскиот регион може повторно да биде запатен, Тетовскиот регион исто така, Скопскиот регион претежно и оној јужен дел од котлината, и на некои котлински делови за кратко време ќе проврне, ќе згрми и ќе има позаселен ветер. Слично и како и синоќа, може би нешто во послаба форма, меѓутоа не може никош да се тврди точно каде ќе биде и што ќе се случи. Овие се брзи временски процеси. Додека погледнеме на небото, добро е, ведро е. По таа страна гледаме темни облаци и додека влеземе натре и пак испаднеме за 2-3 минути, 5 минути, згрмнало, спукало и повторно избегало времето на друга страна. И гледаме донело наноси на песок, на кал по улиците, посебно за Велес тоа се однесува, бидејќи конфигурацијата е ридеста во Велес, нема шуми, нема зеленило, нема што да го задржи, нема оние стручно кажани тераси, се викаат тие, покрај шумските редови се поставуваат тераси, водени тераси, за да може да се задржува водата под секое дрво, а не да лета надоле како да е на спуст. Ете, тоа е тоа. Што се однесува за петок, иста песна, само денот ќе биде друг, петок. Нели рекоме дека ќе има подобро стабилизацијата, меѓутоа нема да се очекува кој знае каква стабилизација. Значи и петок понекаде ќе има локални врнежи и грмотевици
Сабота исто така понекаде ќе има локални врнежи и грмотевици, значи и сабота се очекуваат изолирани локални врнежи и грмотевици, нестабилно време, па и недела е можно понекаде да има нестабилност. Еве, гледаме дека и недела е можно да има понекаде нестабилност, значи не се очекува целосно стабилизирање на времето. Не неколку пати во неколку обиви тоа го кажав. Температурите ќе бидат во пораски стискаше до 33, 4, па и 35, па можно и 36 степени. Следната недела малку ќе се поднемат, потоа повторно ќе пораснат. Дури и понеделник се очекува понекаде да има нестабилно време. Еве, гледам. Слаби врнежи понекаде ќе има послабата боја, но некаде на запад, северозапад, Битолско, Прилепско може и понеделник да има нестабилно време. Досадно време. Друго не можеме ништо да кажеме, освен што побрзо да си замине, но кога ќе замине тоа ќе дојде некаде до крајот на месецот. Вака ќе биде. Трчи, спретни се заврни, па ќе се појави сонце, па кога ќе биде малку поубаво времето, па ќе се стемни, па сите треба да си легнеме, а до тога ќе врне и така. Тоа е тоа. Меѓутоа што да правиме? Мораме да се навикнуваме. Против природата не можеме ништо. Ете, тоа е накратко кажано, малку подолго видеото, малку и на шала, на смеја го кажавме, на шега. Меѓутоа тоа е тоа. Се навикнеме веќе и ако не заврне, кречеме, денеска не заврна, што вака. Днес грме не спука. Ви благодарам на вниманието. Метео, Велес.